Живо плашило в село. Дојде ли летото, завршува учебната година, учениците ќе ги распуштат и настапува летниот распуст. Некои ученици од градовите заминуваат на летување, кој на море и езеро, кој пак на некоја китна зелена висока планина, а пак некој кај роднините и блиските в село. А што станува со учениците од селото? Тие, барем кога јас бев мал, летниот распуст го поминуваат в село. Некои им помагаат на родителите во полската работа, некои пасат овци, крави и волови. По некој пат и учениците од селата знаат и умеат да си направат забава и разонода. Така еден летен ден ученикот Блаже, кој се прави важен, реши малите селски деца, баби и невисти да ги изненади и уплаши. Пред да го стори тоа со своите другари, тој направи план. Прво, од црна волна направи една пета долги мустаки и ги залепи со лепило под носот. До појас долга направи брада и неа ја залепи. На главата намести голема јагнешка капа калпак, за да има грба и да личи на старец. На плеките си врза една перница, си облече долг и црн кожув, лицето го исцрни со саѓа од печка и стана страшен како мечка. Во рацете мој брат си зеде с лесков стап. Сега никој не можеше да го позна и толку личеше на некоја плашило од приказните. Кога тргна низ селото, од сите улици и куки децата почнаа да се збираат и да одат по него. Бре, што е ова чудно чудо, се прашуваа простите баби и жени. Баба Ката излезе на врата, убаво ги истри на солзените очи и зачудено праша. Жени, што е ова црно чудно чудо? Да е плашило од некој бостан? Не е, кој видел плашило од бостан да оди? Плашилата од бостанот стојат. Мајките застанати на праговите од куките се чудеа и прашуваа. Од каде дојде ова црно арапиште со црно јагнешто капиште? Плашилото го накриви капиштето и замавна со стапиштето. Малите деца се разбегаа, пак уште помалите се скрија во скутовите на мајките. Црното плашило викаше: "Дојдете ваму, дојдете да ви изедам." Децата се исплашија и почнаа да пиштат: "Леле мајко, плашилото ќе не изеде." Сите се чудеа од каде дојде ова чудо. Само поголемите деца и ученици знаеа, ама молчеа и траеа. Плашилото ни од кучињата не се плашеше, туку тие се плашеа од него и имаа страв. Кога тргна надолу низ село, по него почнаа да лајат селските кучиња. Некоја куче кое ќе му се приближеше, плашилото ќе замамнеше со стапиштето, а тоа ќе ја свиткаше опашката, ќе почнеше да се трга назад и да лаја и да квичи. Такво беше тоа пусто плашило. Откаде се најде насред село еден ученик, донесе старо искршено решето и почна во него да чука и надајде да пее. Чукам, тропам во решето, да ти пукне мешето, играј скокај арапко, ти мој чуден незнајко. Плашилото почна да се врти во круг како халајџе и да игра како стари искусен играорец. В час се насобра мало и големо, почна да го гледа плашилото и да се чуди. Селските девојки кои се враќаа од чешмата со полни стомни вода, ги спуштија стомните на земја и почнаа да се смеат. Што убаво игра ова старо грбаво аро. Тука помине и говедарчето Илеа, кој ги пасеше нашите селски говеда и крави. Тоа ги враќаше говедата од пасење. Кога ги виде плашилото, го запре говедата и застана да го гледа. Тогаш плашилото му се спушти со стапот, тоа се исплаши и почна да бега. Не само говедарчето, туку се исплашија и говедата и се втурнаа во девојките. Се направи таква мешаница што говедата им ги искршија стомните на девојките. Белким сега се свршеше убаво, но откаде, како и од земја да изникна, тука се најде селскиот пољак. А селскиот пољак се знае, тој го чува полето иметот на оселаните и тоа е прва власт во селото. Тој му приде на плашилото, му ја сметна јагнешката капа, му ја истргна брадата и мустаките и му го слече кожувот и што видовме? Место плашило се покаже ученикот Блаже. Така бре, не рани мајко, извика пољакот, направи толку пакост им ги искрши стомните на девојките и ги исплаши децата. Та зеде и убаво му ги истрга ушите како на магаре. Така му треба на Блаже кога сака да не лаже, викна една старица. Вечер ќе видиме колку му чини лагата на ова маже што се вика Блаже, рече пољакот и си замина. Си отидовме сите, си отиде и Блаже. Вечерта селскиот пољак ги свика сите селани од моето село во селската куќа, каде што селаните се збираа да решаваат за разни селски прашања. Тука дојде и татко му на Блаже.
Селскиот пољок надолго и широко ја раскажа случката со црното плашило. Некои се смеја, некои се чудеа на изимот на ученикот Блаже. И решија, татко му на Блаже да ги плати сите скршени стомни и дулиња. Кога дојде дома, тој беше многу луд. Уште од вратата му свика: "Зарем тоа те учам ни каквицу еден, пари трошам за тебе, а ти правиш комедии и циркуси. Целото село ми се смее. И сега ќе морам да ги платам дури и сите стомни и дулиња што ги скршиле говедата. Ке разбереш кои су." Татко му на Блаже зеде едно јаже, јажето убаво го накваси и почна убаво да го делка по задникот. Блаже се виткаше од болка и викаше: "Олеле, мајко, олеле ја", луто му одговараше татко му: "Ке правиш ли друг пат така?" "Аман, тате, татенце, не пробам така", го молеше Кутриот Блаже. "Пуста, мајка боли", скокна и му ја фати раката. "Имаш среќа", го заплашуваше татко му, "ако не скокнеше мајка ти, целиот задник ќе ти го направи црвен како лута пиперка." Правејќи се плашило, правејќи се јунак и маже, ете како помина Кутриот наш Блаже.